Почитувани граѓани, ако сте корисник на социјална помош и ако гласате за промени, доаѓа живот подобар за сите вас. Ке си ја задржите социјалната помош и таа ќе расте. Ако сте пензионер и ако гласате за промени, вашата пензија ќе расте редовно, онака како што ќе растат платите и сите други трошоци. Ако сте земјоделец и ако гласате за промени, вашите субвенции ќе растат и ќе стигаат навремено на ваша сметка. Ако сте вработен во администрација и ако гласате за промени, ќе останете на вашето работно место и никој нема да ви врши притисок партиски како што тоа беше досега. Излеговме пред вас со план за живот во Македонија. План со кој сакаме младите да ни останат тука во татковината, да дадеме шанса за сите за подобар живот и среќа во нашата татковина. Планот за живот во Македонија значи повисоки плати и повисоки пензии. Тој значи минимална плата до 16.000 денари и просечна плата во цела Македонија до 30.000 денари. Најавувам преиспитување на сите овие случаи од македонското судство и секој еден кој што неправедно врз основа на некаква политичка проценка бил суден, ќе мора да биде рехабилитиран, да му се врати и да му се симне таа црна дамка на него и на неговото семејство. Заради тоа што страдањата и маките во овие 7 години никој не може да ги врати. Меѓутоа, обврска е на државата да ги рехабилитира овие луѓе. Почитувани граѓани, во недела на 11 ќе ги имаме веројатно најважните избори во историјата на Република Македонија. На тие избори буквално ќе се решава за судбината и иднината на сите нас и на нашата држава Република Македонија. Слободно излезете во што е можно поголем број, гласајте по сопствената свест и совест, гласајте за сегашноста, гласајте за иднината на Република Македонија, гласајте за себе, за своите деца, за своите внуци.